Павел Шатев и најголемиот број солунски атентатори беа ученици на Солунската машка гимназија Свети Кирил и Методи. Идејни водачи се велешаните Јордан Поп Јорданов Орце и Костадин Кирков, а во практичното остварување на динамитните акции учествуваат и нивните сограѓани Тодор Богданов, Илија Трчков, Владимир Пингов, Димитар Мечев, Ѓорги Богданов, Милан Арсов, Тодор Органџиев, како јунакот на сторијава кратовчанецот Павел Шатев. Имам многу спомени с него. Докато с некои други помалчаливи, но с него имам и то многу хубави спомени. И даже един път ми хрумна, той ми много говореше за Орце. Той се прекланяше пред него. Беше такава личност, вика. Беше неустрашим. Беше много твърд, вика. Той за делото готов, казал, в момента да се пожертва. И аз му казвам един път, ама другар Шатев, дали беше господин или другар, това не мога да обращението. Но викам, щом толкова е той важен, Орце, хайде да му направиме неговия образ, да остане за поколените. Вика, нема как, он не е остил снимка. Бех малечка, кога много пати моето место беше во скуто на мојот татко. Исто един от членовете на гимиджиите. Кога се е копал тунело за Отоман банка, заедно со Павел Шатев се изнесували земјата во кисии. Да не се разбере, у книжни кисии са носили прста да ја фрлат во морето, да нема следини. Кога се подпалва во морето френскиот брод Гвадалкивир, тие исто участват заедно. Та јас од 5-6 годишна веќе бех запознаена со хероите на Македонија, со Павел Шатев, за Орце. Татко ми не ми пееше песнички за глувчета, за мачки. Ми пееше Орце сам не беше. Инши другари, пргави и смели, чим борбата отпочне. Последниот Гемиџија е роден на 15 јули 1882 година. Како син на трговец, по завршувањето на основното училиште во родното Кратово, прогимназија учи во Скопје, а образованието го продолжува во престижната машка гимназија Свети Кирил и Методи во Солун. Павел Шатев и белешките гимиџии во Солунската гимназија, покрај тоа што се здобивале со солидно образование, во тој пристанишен град доаѓаат во допир со македонското национално револуционерно и ослободително движење. Таму била сконцентрирана македонската интелигенција, која национално се разбудува и револуционерно созрева. Од низините редови произлегуваат идните дејци, идеолози и водачи на ВМРО и на национално ослободителното движење. Солунските атентати од 1903 година го навестуваат првиот македонски Илинден и биле насочени не само против Отоманската империја, туку и против европските економски и финансиски интереси, со цел да го свртат вниманието на европската јавност кон состојбите на поробениот македонски народ. Најдобро сведоштво за тоа е едно писмо од Петар Манџуков, од село Мирковци, Скопско, кој студирал во Женева, што му го упутил на Коста Кирков во Велес. Во него, меѓу другото, се вели: Нашиот несреќен македонски народ е изложен на безброј несреќи и понижување. Тоа не е ни чудо кога се знае степенот на култура на турците. Но далеко позагрижувачко е поведението на Европа, која за сметка на своите сомнителни интереси го заборава својот долг кон еден мал народ во срцето на светот. Ми се чини дека наша должност во моментов е нашата борба да биде свртена кон таа Европа која решава за судбината на нашиот народ, а потоа борбата со турците ќе биде дури безпредна. Чинам дека треба да сториме се за да ја здоболи Европа удирајќи ја по чепот, за да се свести дека и другите поробени народи
имаат право на живот и слобода. Од мноштвото фелтони, книги и филмови за солунските атентатори, македонската и пошироката јавност знае дека на 28, 29 и 30 април во востаничката 1903 година во динамитните акции на гемиџиите е крената во воздух Отоманската банка, разруната е железничката пруга Солун-Деде Агач, онеспособени се водоводниот и гасоводниот систем, поради што Солун неколку деноноќие е во мрак и без вода. Серијата на акциите ја започнува Павел Шатев со поставувањето динамит и опожарувањето на францускиот брод Гвадалкивир. Тоа се случило во вторник на 28 април 1903 година. Во своите спомени Шатев вака го опишува настанот. Почувствував беголем тресок. И додека се сосадов, од машинското одделение избувна густ дим. Еден дел од динамитот го продупчи работ на бродот, откорнувајќи едно парче железо големо колку еден прозорец, а другиот дел од динамитот го запали машинското одделение. Бродот почна силно и продолжително да свири со својата сирена. Тоа беше знак со кој бродот известуваше дека е во опасност и бараше помош. Персоналот од втората класа почна да трча, а ние, патниците, стоевме како скаменети. Ни рекоа да се качиме на палубата. Но пламенот ги беше зафатил скалите кои беа најблиску до машинското одделение, каде што го бев поставил динамитот. За тоа време забележав еден морнар како го носи мојот куфер. Дознав дека по наредба на капетанот, морнарите требало да ги спасуваат само патниците, нивниот багаж и поштата. Се друго, стоката, добитокот и слично, мораа да останат на бродот. Откако излеговме на палубата, од двете страни на бродот спуштија два чамци за спасување во кои влегоа дел од патниците. Меѓу нив и јас. По извршената акција, Павел Шатев со воз заминува од Солун за Скопје, но бил уапсен, окован и затворен. На судењето со кое раководел генералот Едип Паша, обвинетиот тврдел дека се вика Георги Манасов и дека е од Кјустендил, но судот го соочил со Иван Гарванов, кој повеќе години му бил професор, и тој потврдил дека атентаторот е Павел Шатев од Кратово. Судот му изречува смртна казна од јуни 1903 до април 1906 година. Шатев и другите осудени на смрт секојдневно ја очекуваат екзекуцијата во ќелиите на Беаскуле и Едикуле. Во април 1906 година султанот донел указ со кој осудените на смрт и на доживотна робија се испраќаат во заточение во африканската пустина Сахара, во градот Мурзук. По 25-дневно пловење со бродот Константинопол, Шатев заедно со уште тројца преживеани гемиџи и стотина други осуденици, македонци, пристигнуваат во затворот во Триполи, од каде по еден месец се принудени, пеш, гладни и жедни, малтретирани од стражарите, на 30-дневно пустинско патешествие, за на 24 јули да пристигнат во занданата на грачето Мурзук во областа Фезан. По Куријетот 1908 година, многу заточеници што останале живи се опфатени со амнестија. Меѓу нив е и гемиџијата Павел Шатев. Како што раскажува самиот на 18 август 1908 година, ослободените македонски заточеници тргнале од Мурзук за на 16 септември да стасаат во Триполи, од каде со брод преку Смирна на 3 октомври се враќаат во Солун.
Кратко престојува во Кратово, а потоа заминува за Брисел. Таму се запишува на Белгискиот државен универзитет Либер. Го завршува и се здобива со звањето доктор на правни науки. Со Балканските војни Македонија е распарчена. Шатев од 1915 година е во Софија. Тука го затекнува Првата светска војна. Бил мобилизиран во бугарската армија и како учен човек е распореден во штабот во Ниш, каде придонел да бидат поштедени од воени репресалии многу српски војници и цивили, зашто покасно српскиот народ му изразува достојна почит и благодарност. Со својата животна сопатничка, Вера Мрмева, ќерка на угледен и богат прилепчанец, трговец, кој учела во Софија, се венчава 1919 година. Од бракот со неа, Шатев станува татко на две ќерки. Милка, која станала инженер, и Нада, која завршила медицина. Но стариот Гемиџија и покрај тоа што бескрајно го сака семејството, ја напушта адвокатурата, што е практикувал и активно се вклучува во македонското револуционерно и национално ослободително движење. Во 1928 година Шатев со семејството живее во Берлин, каде и му се раѓа ќерката Нада. Шатев одржува интензивни врски со голем број македонски дејци и од левицата и од десницата на ВМРО, со единствена цел за создавање на слободна и обединета Македонија. Заради тоа, членува во Илинденската организација и во Македонската емигрантска федеративна организација. Дури бил и председател на низиниот конгрес. Шатев никогаш не бил комунист, ниту ја прифаќал комунистичката идеологија, но прифаќал соработка со комунистичкото движење во Бугарија, во Југославија и во Коминтерната, односно со Советскиот сојуз. Се надевал дека така ќе помогне на својата Македонија и дека во борбата за нејзино ослободување и обединување ќе биде добро да ја има подкрепата од една голема држава каква била Советска Русија. Со посредство на русите се направени договори за приближување на ставовите на федералистите и санданистите со ВМРО. Во името на каузата, Шатев прави се да дојде до средби на Тодор Александров од десницата и на Димитар Влахов од левицата, од кои една се одржува во горноџумајското село Покровник, на која присуствувал и представник на Советскиот сојуз. Таквото приближување подосна ќе резултира и со познатиот Мајски манифест, што на 6 мај 1924 година во Виена со посредство на Коминтерната, односно на Советскиот сојуз, го потпишале Тодор Александров, Петар Чаулев и Александар Протогеров. По објавувањето на Мајскиот манифест, жестоко реагира бугарскиот државен и воен врв. Извршени се масовни убиства на македонските дејци во Софија, како и во многу други места, а само во Пиринскиот дел од Македонија, михеловистите убиле над 2500 луѓе, главно припадници на ВМРО и на нејзините чети. За да престане братското крвопролевање, нужно било обединување на македонското револуционерно и национално ослободително движење. Така доаѓа до основање на ВМРО Обединета. Од Берлин, Шатев со семејството заминува за Цариград, каде останува 2 години, а во 1931 година се сели во Софија. Тука Шатев отвара адвокатска канцеларија, но активно се занимава и со публицистика. Го напишал и објавил трудот Македонија под робство, во кој автентично ги опишал акциите на гемиџиите во Солун. Тој е автор на повеќе текстови објавени во македонско дело, а ги напишал и студиите Националните малцинства и причините за самоопределувањето на народите, Балканска трагедија, нацијата, националното прашање и империализмот и колонијалното прашање. Во една брошура под наслов Балканскиот проблем и Македонија, Шатев ја осудува велико бугарската идеологија, цитирајќи некои прогресивни бугарски дејци кои велат: Сите национални несреќи и катастрофи што го снајдоа бугарскиот народ лежат во великобугарскиот шовинизам и великобугарската идеологија, во стремежот за хегемонија на Балканот и господство над соседните народи. Понатаму Шатев вели дека поради својата географска и стратегиска положба, Македонија го добива епитетот Балканско јаблко на раздорот, а низиниот народ е принуден да води тешка борба за да создаде своја држава. Тој дури ги означува низините природни граници.
на исток од утоката на реката Места, по низиниот тек над селото Бик, покрај Родопите, Рила и Осогово. На север планинските масиви на Скопска Црнагора, Шарпланина, се до Качаничката клисура. На запад планините Кораб и Бигла, реката Црндрим и Охридското езеро. И на југ, од Костурското езеро, границата оди по текот на реката Бистрица, планините Пинт и Олимп, Солунскиот залив, продолжува по Егејскиот брег, го сеча Калкидики и стигнува до вливот на реката Места. Виорот на Втората светска војна Шатев го затекнува во Софија. Во борбата на македонскиот народ против фашизмот, заедно со другите балкански народи, тој ја гледа шансата за создавање на нова македонска држава, што и се случува на историскиот 2 линден на 2 август 1944 година. Уште пред започнувањето на оружената борба, Шатев во Софија често се среќава со истакнете македонски културни и општествени дејци, потикнувајќи ги со перо и пушка да земат учество во престојното востание на македонскиот народ. Ангел Жаров, односно Михаил Сматракалев, еден од членовите на македонскиот литературен кружок, пишувајќи за тие времења и настани, забележил дека Шатев бил следен од бугарската фашистичка полиција. Бугарските фашисти го осудија на доживотен затвор и го пуштија во Кюстендилскиот затвор. Прво беше осуден на смрт, после остана до живот. 9 септември го завари во Кюстендилскиот затвор. Го пуштија. Првото место кое беше да дојде, да се види со другарите од македонскиот дом. А во тој дом веќе стоеха неговите последователи, членове на ВМРО Обединена, кои создадеа првиот македонски кружок. Това беше кружок со Вапцаров, с Антон Попов, со Петар Богданов, со Атанас Романов. За негово помилување се залага сопругата Вера, барејќи при посетата во затворот да напише молба до царот. Но гордиот македонски син тоа го одбива. Сепак, тој, например, сподели с мене, казва, ти знаеш ли, казва, като излезе тази книжка, дето тој ми ја подари, значи, заточениците од Фезан, малка книжка, спомени тогава. После направил тој у затвора, когато са му искали смртна присъда, големата книга, дето я имам в Македонија под робство. Това е голема книга. А тогава малка беше и на мене ми я надписа с автограф и снимка ми подари и ми казва, знаеш ли, вика, негово величество Борис III ме извика при него, казва, и искаше аз да му разкажа за това. И аз му разказах, вика. И какво става по-късно? Гледай съдба, какво нещо е съдба. Преди, значи, когато Павел Шатев го залавят във Варна, когато става войната, значи, между тия демократичните държави и фашистска Германия, значи, Павел Шатев е бил в услуга на демократическата, бил е против фашистска Германия, на страната против фашизма, на страната на демократичните държави и го залавят във Варна. И му искат смъртна присъда. И какво става? Симеон Радев отива лично при цар Борис. Той е написал даже за строителите на Нова България. И каза, Ваше Величество, знам, че по тия закони сега е виновен, много е виновен. Служил е един вид, го считат като шпионин в полза на вражеска страна. България тогава е била на страната на фашистка с Германия. Бил е принуден цар Борис, нали? Така и дава път да влезе тука. Знам, че е виновен, ама Ваше Величество, помилвайте го! Историческа личност, Ваше Величество! Ами султана, 2 смъртни присъди, атентатор, взривяват бан отоман. И въпреки това, от 2 смъртни присъди, ето го жив е. Та вие ли сега ще допуснете, вика, да бъде обесен, да бъде разстрелян? Помилвайте го! Историческа личност, вика. И наистина казва, ето доживехме да се видиме с него.
Шатев бил надгледуван затоа што полицијата знаела дека тој е алката што ги спојува постарите и помладите македонски дејци и борци за слобода и независна држава. Така Жаров ке забележи дека на една средба на Шатев со споменатите млади македонски дејци било забележено и присуството на сестра му на Гоце Делчев, Руша, на Туше Таливанов, близок другар на Гоце, на Александра Хаджидимова, сопругата на Димо Хаджидимов, а на иста маса со Шатев седел и другиот преживеан гемиџија Михил Герџиков. По низа малтретирање, Шатев конечно во 1943 година од затворот во Хасково е префрлен прво во Пазарџик, а потоа во Кюстендил. По превратот во Бугарија на 9 септември е пуштен од затвор и се враќа во Софија. Дојде, викам, дојде 9 септември и казам, јас се записах за студент, врнаха ми правата, нали, и сам студент, и седим на булевард Руски, сам застанал, заштото минава една манифестација, не многу голема, хиляди хора, не голема група, и аз ги гледам, знамена, македонски знамена, бело, тако, черно и червено, и плакати, елате с нас, отиваме в Македонија, има нужда од интелигенција. И един човек се откъсва од талпата, идва, прикръщаме, целуваме и вика, ајде бе, Круме, отиваме за Македонија, отиваме, вика, ела, професорките направиме, бе. Од новата власт и лично од председателот на бугарската влада Кимон Георгиев и од партискиот водач Георги Димитров му е предложена дипломатска служба, амбасадор на Бугарија во Турција. Шатев се заблагодарил и ја одбил понудата, сметајќи дека сега е моментот да ја помогне на својата напатена татковина Македонија, во која се водат завршните борби за незиното ослободување. Шатев во Софија има средба со Лазар Колишевски, а го искористил и својот авторитет кај советската амбасада за да го поврзе генералот Апостолски со подполковникот Кузнецов, односно да побара помош за македонската војска и македонската кауза од моќниот Советски сојуз. Тогаш веќе 60 годишниот Шатев со младешки жар се подготвува да замине во Македонија. Тоа се остварува во октомври 1944 година. Најпрво престојува во Горна Џумеја, денешен Благоевград, и во некои села покрај Струма, а потоа преку границата доаѓа во Царево село, денешно Делчево. Во истото време се формираше 12-та македонска народно-освободителна бригада. Еве веќе за втори пат на живо ние се сретнахме двајцата во штабо на 12-та македонска народно-освободителна бригада. Пато од Софија до Штип го поминахме во штабо на таа бригада. Во Штип нашата бригада требаше да појде кај Струмичкиот фронт, додека господата од Белград сакаа да одат на Стремскиот фронт. Тогава Ченто беше изберен веќе за председател на АСНУ и тој се спротивопостави. Кажа додека Пиринскиот дел на нашата Македонија и Егејскиот дел имат потреба од војска, ние одиме прво на нашите македонски браќа, а после, ако треба, ние ќе го биеме фашистите ќе ги биеме на кој да биде друг фронт, било Стремски или кој, но ние борбата срещу фашизму ќе ја водиме. Тој е главниот говорник на неколку митинзи што партизаните на македонската војска ги организираат во горноџумајските и малешевско-пијанечките градчиња и села. Во Пехчево има средба со членови на штабот и на партиското раководство, меѓу другите и со Темпо, Вера Ацева, Павле Илиќ, Методи Митевски Брицо и други. Со поголема придружба од бригадата во Метрашинци, заминува за Кочини и Штип, а за потоа преку Криволак и Кавадарци да стаса во Прилеп, каде се наоѓал и главниот штаб на НОВ на Македонија. На 27 октомври 1944 во Горно Врановци Велешко, на 8-то заседание на президиумот на АСНУМ, Павел Шатев е кооптиран за негов член. Во ослободениот главен град Скопје на 29 декември 1944 година е избран за член на президиумот на АСНУМ и истовремено за председател на Комисијата за утврдување на злосторствата на окупаторите и нивните соработници.
je stapljeno vrska so Pavel Šatev. Ja to bi bih na bis. Me ispratio tamo kako člen Avnoj, da je predstavljeno našta republika, ona već je beše formirana i u prve sedanje nasnov. I toga ušte se govoriše za to deka Pavel Šatev zajedno su neki drugi naši od emigracija, to treba da se vključati u osnovu i da vidat delegati. Ne znam da li već je već to storeno, ne spomnam na prvo to sedanje ili posle toga, no on beše ključen po osnovu i ko imaše ta pozicija. Tako da na vtorото заседание настанку до Белград у Скопје, тоа веќе Павел Шафер беше тук. 45-та година, на 1 януари, јас се враќам во Скопје. Се сретнахме отново со Павел Шатев. По тоа време веќе е формирана владата, првата влада на слободна македонска држава, начело со Ченто. Се сретнали со Ченто. Ченто станало збор, оти ќе му треба секретар кој да му биде технически помошник, не како сегашните советнички. Така. Му предложил, оди во штабо, там има едно девојче, на мој пријател од гимиджиско време, борбено дете, најде го, бехме заедно во бригадата, земи го, тоа ќе ти работи. И така, јас на 5 јануари веќе станах секретар на Ченто по повелата на Павел Шатев. Во јануари 1945 година Шатев од Скопје патува за Софија, каде уште живее неговото семејство. Југославија таму веќе има свое представништво. Шатев е во постојан контакт со првиот советник Киро Милјовски. Меѓу другото, интензивно работи за покренување на прашањето на статусот за Пиринска Македонија. На 15 април 1945 година е формирана првата македонска влада. По предлог на Ченто, Шатев е избран за член на владата и министер за правосудство. Еден месец подоцна е избран за подпредседател на президиумот на АСНОМ, а на првите избори за собранието на Демократска федеративна Југославија за сојузен пратеник. Се соочихме со многу тешки моменти во изградувањето на таа Македонија која идеше од пепелта, од руините, да стане држава во која да има мир за сите и во лицето на неја совесни раководители како Павел Шатев, како Ченто. Тие беха едни другари на најсвесната политичка основа. Единиот правис, другиот безпартиен Ченто, но човек којто припадаше на народот. Они намираа заеднички език за најтрудните моменти. И кога ја штитеха Македонија, и кога велеа дека на Тито, дека секоја треба да си секоја од единиците во Федеративна Југославија треба да има право и на самоопределување, а дури ке сите да им бидат башка, а не да се зима од Македонија тутун, афион, оризу и така натамо. И после да се чека да и се даде милостиња. Во својот говор на Уставотворното собрание на ПНРЈ 1946 година, Шатев меѓу другото вели: Јас сум активист во ослободителното и во национално-револуционерното македонско движење веќе 45 години, близу половина век. Видов многу хоризонти, и темни и светли. Сум препатувал 3 континенти, цела Европа, дел од Азија и Африка и за сето тоа време насекаде сум се интересирал за националното прашање. Исто така теориски во пракса сум го проучувал во тек на повеќе од 30 години. Сум го изучувал ирското ослободително и национално движење, исто така и египетското, воопшто арапското прашање. Го познавам и ерменското, албанското, курдското,
бугарското, српското и хрватското, со сите нивни специфичности според создадените местни услови, според времето, местото и околностите. Во сите тие национални движења имало и воопшто има многу цик-цак линии. Ту се оди напред, ту се оди назад, а понекогаш се стои и во едно место. Во историјата на тие движења станаа длабоки промени создадени од нови услови. Со тоа стана нови прегрупирања на општествените сили и се јавија нови сили и фактори. Воопшто се изменија политичко-економските и социјалните сили, без при тоа да се изменат методите, походот во работата и во борбата. И затоа некои од тие движења стоеја и се уште стојат на една замрзната точка. Токму така беше и со македонското, па и со хрватското и со другите национални движења во минатото. Националното прашање е дел од социјалното прашање. Додека има економско и социјално робство, додека човек е експлоатиран од човека, секогаш и секаде ќе има национално робство. Но ние, македонците, кои со векови страдавме и бевме во политичко и социјално робство, најдобро го знаеме тоа во практиката. Во 1947 година Шатев престојува во Софија и со видни општественици и членови на раководството на Бугарската комунистичка партија го актуализира прашањето за припојувањето на Пиринскиот дел кон Народна република Македонија. Арно, ама дојдените неродени од времето на нашата борба беа посилни. Не им се сакаше Македонија да расте како самостална. Едни се определија за каде Бугарија, други се определуваа прему Србија и така стоидеа конфликтите меѓу старите борци, што знаат што е борба, што знаат што е да бидеш жертва за родината. И испаднахме во немилост. И Ченто, и Павел Шатев, јас бех помлада, па не ме прости и мене. Во злокобната 1948 година е објавена резолуцијата на Информбирото. Тоа ги заострува односите со Советскиот сојуз, но и со Бугарија. Воспоставената културна автономија во Пиринска Македонија е укината, а со тоа е запрен и процесот за нејзино припојување кон Народна република Македонија. Судбината му беше тешка. Удбашите го малтретираа. Не можеше да најде заедничок език со таквие како Павел, како Темпо, со Кулишевски. Тие беа луѓе на Белград, докато Павел Шатев остана непримиримиот македонски борец. Дури не најде заеднички езики с Димитар Влахов, затоа што Димитар Влахов беше поитар и можеше да се вапцува по секое време кое него му годи. Павел Шатев никога не прекрши својот прав пат во борбата да биде син на Македонија до крај на својот живот. Дојдов во Скопје, ја го победам. Го видам тук. Таа жива легенда наша да се запознам. Скромен човек. Што да ви кажам, бе силно изненаден. Ништо не давам 5 пари за тоа, јас му викам, па вие сте били ово. Па да, беше тоа. Знаеш како ти е нашот народ, се борел и така. Да, и јас сум еден од тие и така. Со еден, без да дава на тоа некој посебни начин да се горде. Кај Влахов беше нешто друго. Сакаше да се знае кој е он. И така нам овој делуваше еден изнаредно скромно. А така се држеше и во парламентот и на седниците на президиумот. Ако не чувствува потреба, дека треба нешто да интервенира, седи служа, прави некои белешки. И после одеше доста по градовите во Македонија.
zajednoški, vidjeki tamo su roden, a on pak ima neko isjehjavanje za gradom, za toj djelu Makedonije i tako napravno ja to jedno što beše ne uspjel da mu sam figuram. No znam da je bilo su te dijanesme sebi bilo i na sebi govorili za ova Makedonija, to je prva naša država, tako napravno moramo to učuvati na sebi, što se vojni vremenja, ništo ne sigurno, ne davajte neko da mi da dojde u prašenje našta samostojnost, tako napravno. Ne beše mnogo duševne su plana i počuvanje naše na Jugoslavijske federacije. Primaše to nešto što je rešeno. Se nadelaše da imamo nekakva pozicija da država gdje se proklamiraše da tamo sita republike gdje jednako pravni i tako nato. Во јуни 1949 Шатев е уапсен. Неочекувано. Големо разочарување и изненадување кај него, неговото семејство и кај сите што го познаваа во Македонија, Бугарија и Југославија. Апсењето е извршено во Загреб, каде по заседанието на Сојузното собрание во Белград дошол во посета на семејството, кое тука живеело. Стражарно е спроведен во Скопје. Формалното обвинение е дека е потенцијален непријател на ПНРЈ, бидејќи соработувал со Советскиот сојуз. Во истражниот затвор во Скопје бил цели 11 месеци. Потоа е депортиран во Битола, каде иако формално слободен, секојдневно е под присмотра на УДБА. Таму останува се до смртта на 30 јануари 1951 година. Тој е еден од илјадниците македонски патриоти и страдалници, апсени и судени само врз основа на нечии неутврдени сомневања. Кон Шатев, последниот гемиџија, имале респект и должна почит турскиот султан и бугарскиот цар. Тие го амнестираа и помилуваа за докажани кривични дела за кои бил осуден. Но југословенскиот маршал и неговите македонски соработници ниту го респектираа, ниту го помилуваа. Напротив, кон него беа сурови и немилосрдни. Без суд го осудија за несторени и недокажани дела. После кога падна во немилост, да веќе не бев тука и немам некои непосредни своји сознанија, но го следев тоа што се случуваше. Он беше голем пријател, да се сетам како се викаше, иначе и мој другар, беше едно време и амбасадор в Белгија. После и он наследа поликлон а со Павел Шатев беа голем пријател. И слична судбина и овој работи за Руската обавештајна служба и по таа линија веројатно има некои меѓусебни контакти, информации и така натаму. Но и двојцата за жал завршија на еден начин кој не изгледа честно напреден. Од записот на Милка Шатева, неговата постара ќерка, даден на новинарот и публицист Панче Михајлов, дознаваме дека Шатев во Битола бил во куќен притвор и живеел мизерно. Морал секојдневно да се јавува во УДБА. Неговите ќерки и сопругата Вера, откако изгубиле надеж дека ќе издействуваат кај македонските власти дозвола, болниот и истоштен старец да го однесат на лекување во Загреб, Охрид или во Скопје, го посетуваат во Битола. Во спомнатиот запис на Милка Шатева е забележено и ова. Татко ми во Битола живееше во една приватна куќа, но таа куќа и припаѓаше на УДБА. Задолжен за татко ми бил некој Владо, човек на УДБА, кој повремено доаѓал во куќата, се грижал за некој и му носел храна. Станот во кој живееше татко ми беше ужасен. Тоа беше една запуштена зграда полна со влага, без вода и без осветление, без ни најмала удобност за нормално живење. На масата најдовме свеќа.
Кутриот наш татко, и без тоа имаше многу слаб вид, морал да пишува на светлина од свеќа. Но тој ништо за тоа не ни кажуваше. Беше толку достоинствен. Од слабата искрена и силниот студ, Шатев се разболел. Сместен е во оделот за затвореници во Битолската болница. Прашавте за великанот Павел Шатев. Ја имав таа среќа и несреќа, кој велам среќа што се сретна со него, а несреќа што се случи во болница да се сретниме, и уш една несреќа што и татко ми не ја рентовеше. И заедно лежеа во една соба во старата Битолска болница, на долниот кат долу. Уште првиот пат кога го видов, почувствував една голема племенитост во тој човек. А инаку, како уметник, сепак ајде и физички малце да го опишам, нискичок беше, меѓутоа бавно се движеше, меѓутоа чувствував дека во душата многу силно се движи, во душата. Некако го почувствував тоа. А син ти е, син ми е. Партизан вече беше. А? Партизан беше? Исто. Пана? Да. И тогаш се потврди она сесто уште кога видов дека растолно, физички понисок, меѓутоа снажен, со духот, и ми се фрли, ме гушна, и почна да ме бакнува. Ах, синче, и почна да плачи. А приметив преку раменците него и татко ми дека почна да плачи. И чаршавот татко ми почна да си бриши очите. Но лекарите не можеле веќе ништо да сторат за премаленото тело и истоштеното срце на последниот Гемиџија. Така тивко и нејчуно завршува бурниот живот на Павел Шатев. Живот исполнет со големи дела, достојни за почит. Така е прекинато и неговото дело, со кој се гордееле и ќе се гордеат генерации и генерации македонци, бидејќи тој беше и остана смела личност, човек со цврст карактер, родолюб, што од својата младост до зрелите години и до последниот здив ќе работи се за доброто на својот народ и својата татковина Македонија, кој неизмерно ги сакаше и за кој се жртвуваше. Мир да му биде на гробо, а не му дадеа и во неговото родно место да има гроб. Се плаше и од мртвиот Гемиџија. И еве го погребан во Битола. Закопан е на светонеделските гробишта во Битола, во присуство на жена му Вера, сестра му и 3 блиски роднини. Така не по своја вина, неславно го заврши животот славниот револуционер, првиот македонски доктор на правни науки, публицистот, министерот и народниот пратеник, големиот патриот, последниот Гемиџија, човекот Павел Шатев.